Дали знаете дека божурот потекнува од Кина, каде се одгледува повеќе од 1300 години, а во Европа е донесен пред 200 години. Тоа е раскошна грмушка со висина од 1 до 2 метри. Има крупни цветови во бела, розова, жолта, виолетова и црвена боја. Може да бидат еднослојни или дупли и цвета во мај и јуни. Во Демиркаписките брда има ендемска врста на црвен божур. Регистрирани се неколку живеалишта на овој вид: Газиместан, Ровине, Кипар, Турција. Легендата вели дека сите тие места се поврзани со крале Марко. На 17 мај 1395 година во битката кај Ровине загинал Марко крале, а црвениот божур е символ на таа смрт. Просторот на Демиркапија има 7 објекти на Карпите, а една од нив е Маркова кула корешница. Описот на крале Марко во народното творештво се разликува од историските факти, но сите имаат една заедничка приказна. Таму цвета црвен божур. Во една песна се споменува дека учелка и попот Неделково Призрен. Во друга песна се вели дека бил присутен на бојното поле по завршување на Косовската битка. Во една песна тој му се спротивставува на султанот Сулејман, кој владел по смртта на Марко, а во друга песна се споменува дека Марко бил 3 години затворен во Истанбул. Дали знаете дека пештерата Макаровец Велес се наоѓа во клисурата Пешти, од десната долинска страна на реката Бабуна? Изградена е од сплет на повеќе канали, со вкупна должина од 310 метри. При палеонтолошките сондирања во 1955 до 65 година во пештерата се откриени 5 артефакти, несигурно определени во горен палеолит, како и горно-плеистоценска фауна, потврдена со фосилни остатоци од пештерни мечки, хиени, лав, козорог, лисица, волк, конј, магаре. Пештерата е сиромашна со пештерски украси, а во незиниот краен североисточен дел, под одсек висок 8 метри, се наоѓа Пештерско езеро. Пештерата Макаровец особено е значајна по богатото наоѓалиште на фосилна фауна.